Почнуваме со вестите. Во Штип ќе нема бесплатно лепење на политички плакати. Нито една од партиите и коалициите не доставиле барање за жеребувањето за бесплатно лепење на плакати. Партиите тврдат дека не биле информирани, а од општината возвратија дека повикот е објавен во сите медиуми и на веб страниците. Согласно законот не се должни лично да ги информираат. Лепачите на политички плакати во Штип на предвремените парламентарни избори нема да бидат дел од изборната кампања и пропаганда. На повикот кој го огласи општина Штип за бесплатно лепење на плакати на 14 локации низ градот, ниту една политичка партија не достави барање. Во предвидениот рок до 11 часот и 30 минути не пристигна ниту една пријава за жребување за локации за изборни плакати. Заради тоа и не се одржа жребувањето, бидејќи немаме пријавени кандидати, што значи дека сите овие 14 локации според законот и според правилата не треба да бидат лепени со изборни плакати. Дали ќе се случи на терен, тоа е друго прашање. Доколку се случи да бидат излепени, казната предвидува согласно законот за јавна чистота 50 евра доколку лицето биде фатено на самото место како лепи изборни плакати. Преостанатите глоби се предвидени согласно законот, изборниот законник на Република Македонија. Штабовите на политичките партии кои ги контактиравме беа изненадени дека во општина Штип имало закажано жеребување за лепење на политички плакати. Тврдат дека во оваа кампања имаат плакати од носителите и кандидатите за пратеници, кои требало да ги залепат на бесплатните локации, но како што велат не биле информирани. Надлежните од општина Штип возвратија дека повикот е објавен на веб страницата, социјалните мрежи и на сите регионални телевизии во источниот регион. Согласно законот, тие не се должни телефонски или писмено секоја партија и коалиција поединечно да ја информираат за кога ќе биде жеребувањето за добивање на бесплатна локација за лепење на политички плакати. На самиот старт од кампањата за овие предвремени парламентарни избори, впечаток е дека ќе имаме најефтината во делот на политичкото рекламирање. Маркетингот за добивање на политички гласови се одвива во електронските медиуми, телевизиите, радиостаниците, интернет порталите, а социјалните мрежи кои се бесплатни се преплавени од спотови и митинзи. Партиските активисти, задолжени за пропаганда, интензивно ги користат социјалните мрежи, каде што се споделуваат политичките спотови, новинарски текстови, но и статуси на лидерите на партиите, а рейтингот на овие мрежи се мери преку бројот кој колку има добиено лајкови, односно има притиснато на знакчето «Ми се допаѓа». Вчера вечер ВМРО ДПМН пред граѓаните ги презентираше кандидатите за пратеници за предвремените парламентарни избори. Синоќа во Штип во мултимедијалниот центар Старото летно кино презентирани кандидатите од листата за пратеници на ВМРО ДПМН. Да ја презентираме програмата реално Македонија 2017-2020, да поразговараме за сите проекти кои што се ставени во програмата, а се однесуваат на општина Штип и на Источна Македонија генерално. Ова позитивна атмосфера која што ја гледам тука ќе биде насочена во функција да имаме одлично организирани избори на 11 декември. Очекуваме и знам дека ќе добиеме 63 пратеници кои што дополнително ќе го осигураат реализирањето на програмата, на сите проекти кои што се нотирани во програмата и дека Република Македонија после овој мандат ќе има една многу по-сигурна, постабилна перспектива во сите области. Досегашните пратеници од Штип повторно кандидати на листата на ВМРО ДПМН за предвремените парламентарни избори очекуваат дека ќе продолжат со делата и ќе продолжат да работат во интерес на граѓаните. Огромна честа да се биде председ на пратеничката листа на ВМРО ДПМН. Горд сум што досега имав можност да влијам со работата во собранието, да донесем многу проекти со моите колеги заедно и се надам дека и на овој начин пак со победата ќе продолжиме да го градиме Штип и Македонија уште подобро. Наша обврска е да продолжиме во наредниот период да проектите кои што лобиравме и кои што ги добивме од владата на Република Македонија за нашиот град и за Источна Македонија продолжиме и ги реализираме. Во 2014 година имавме кристално чиста победа во Штип и во Источна Македонија во изборна единица тројка. Се надевам дека сега референдумски ќе излеземе и ќе ја потврдиме таа победа за да продолжиме да ја развиваме Источна Македонија и нашиот град Штип по патот по кој што владата на ВМРО ДПМН го има трасирано. Од ВМРО ДПМН очекуваат граѓаните повторно на 11 декември да им ја дадат довербата.
Општинската организација на СДСМ Штип денес пред медиумите обвини дека послушници на ВМРО ДПМН се дразнуваат да делат пропаганден материјал за време на родителски средби. Партиски послушници на ВМРО ДПМН, вработени во основните училишта, чија компетентност се ценеше само преку поседувањето на партиска книжка, се дразнуваат да делат пропаганден материјал во училиштата за време на родителски средби. Памфлети со отчет за сработеното од страна на владата биле доделени на родителите на државните родителски составници. Тоа се памфлетите кои што вчера и денес се делени на родителите. Почитувани граѓани, ова е спротивно на Законот за избори, како и на Законот за вработени во јавниот сектор, во кој децидно стои дека во тек на работно време вработените во државните институции не смеат директно да учествуваат во изборни активности или други јавни настапи од таков вид. Ова представува сериозно кривично дело и за ова ќе се одговара. За ВМРО ДПМН, ниту најмалите, нашите деца немаат предност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на граѓаните им нуди план кој ќе овозможи наставниците и професорите да бидат ослободени од партиските стеги и целосно посветени на својата работа и креативност. Ќе ги наградиме најдобрите основни и средни училишта и ќе ја покачиме платата на најдобрите наставници и професори за 20%. Ќе ја намалиме административната работа на наставниците и професорите, фондот на часови за професорите и наставниците со стаж над 20 години ќе биде намален и ќе имаат можност да станат ментори. Екстерното тестирање веднаш по превземањето на власта ќе биде укинато. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе го зајакне капацитетот на професорскиот кадар и ќе го поддржи развојот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. На 11 декември граѓаните ќе направат избор кој нуди вистински план за живот во Македонија. Денес дел од младите штипјани се запознаа со проектите од програмата Реално на ВМРО ДПМН. Беше промовиран и проектот со кој ќе се овозможи 4-часовна работа на студентите, бенефит ќе имаат и компаниите. Програмата на политичката партија ВМРО ДПМН Реално нуди проекти со кои ќе се подобри животот на младите луѓе во државата. Денес беше промовиран проектот со кој ќе се овозможи 4-часовно работно време за студентите. Бенефит ќе имаат и компаниите. Денес посебно ставаме акцент на проектот Part-time работа за млади луѓе. Во неговата содржина се предвидува 4-часовно работно време за студентите на јавните и приватните универзитети, при што компаниите кои што ќе ги вработат тие млади луѓе во период од 1 година ќе добијат ослободување за задолжителни социјални придонеси, како и за ослободување од персонален данок за доход. Младите имаат два избора. Едниот е оно што го гледаа во минатото, кога на власт беше Социјалдемократскиот сојуз, а другиот е сегашноста, истакнаа кандидатите за пратеници од редовите на ВМРО ДПМН. Универзитетот Гоце Делчев е еден од најголемите проекти направен во Источна Македонија за зачувување на младото население и намалување на трошковите на фамилиите на тие млади лица. Големиот број на спортски објекти, големиот број на мерки за млади кои што ги прават Министерството за образование, Агенцијата за млади и спорт и другите институции предводени од ВМРО ДПМН се поттик повеќе. Купи куќе, купи стан, проект кој е многу важен. Вработување и ослободување на вработување на млади до 29 години, ваучери за лаптопи и таблети, значи бесплатен превоз за учениците, за студентите во Скопје, меѓутоа и секоја трета сабота за патување до Скопје од местата кај што живеат и многу други проекти. Очигледно крајот на есента 2016 ќе биде жежок што се однесува до политичката сцена, а сега одиме со преостанатите актуалности. Во државата има над 100 пациенти кои боледуваат од цистична фиброза. 6 од нив живеат во Штип. Невладините здруженија кои работат за подигање на свеста за оваа болест од надлежните бараат цистичната фиброза да влезе во регистарот за ретки болести. На тој начин на болните ќе им се овозможи соодветна терапија, а нивните најблиски нема да бидат принудени да ја набавуваат на илегален начин. Од денес започнува Европската недела за подигање на свеста за болеста цистична фиброза.
Лицата со цистична фиброза да добијат подобар третман од државата, а болеста да влезе во регистерот на ретки болести. Ова се двете основни барања кои лицата со цистична фиброза ги упатија кон надлежните. Најголем проблем со кој се соочуваат е симптоматолошкиот третман. Семејствата на болните се приморани на илегален начин да ја внесуваат потребната терапија во државата. Во третманот на болните со цистична фиброза потребно е да влезат преку 80 формули на лекови. Се разбира, не за сите пациенти во исто време, но тие лекови не се регистрирани во нашата држава, најголемиот дел од нив. Со самото тоа тие не се ниту достапни, уште помалку бесплатни за болните со цистична фиброза. Родителите до сега ги купуваат, тие што имаа можност финансиска од странство, ги внесува во земјата на различни начини кои што се разбира не се легални, бидејќи станува збор за антибиотици. Во државата има околу 100 кои поледуваат од цистична фиброза. Од нив 6 мина се од штип. Потребно е подигање на свеста за оваа болест, како и поголема поддршка на лицата, смета невладиниот сектор. Цистична фиброза е мултисистемско заболување, а најголеми проблеми прави на белодробието, потоа на хепарот, односно црниот дроб, на панкреасот и цревата. Зошто кажувам дека најголеми проблеми прави на белите дробови? Затоа што болеста предизвикува лачење на еден густ, леплив секрет кај лицата кои што боледуваат од цистична фиброза, кој што е одлична подлога за развој на патогени, микроорганизми кои што подоцна ги предизвикуваат компликациите. Пред извесен период беше решено пациентите од цистична фиброза да можат да земаат социјален надоместок. Од здруженијата ја поздравуваат одлуката, но велат дека претходната состојба многу семејства кои имаат болни се донесени на работ на екзистенцијата. Нови 4 километри асфалт се поставени во делот кај градските гробишта во Штип, а асфалтирани и дополнителен паркинг простор. Инвестицијата е заедничка на општината Штип и на јавното предпријатие ИСАР. Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР ги завршија активностите за асфалтирање на пристапните патишта и улици во делот кај градските гробишта. Општина Штип заедно со јавното предпријатие ИСАР овде асфалтираше 3500 метри квадратни во вкупна вредност од 2.400.000 денари и со претходно асфалтираните улици веќе имаме некаде 4 километра патеки направени овде на градските гробишта. Не само патеки, туку направивме и паркинг плац, паркиралишта, модерни паркиралишта и позади и од напред од самата капела за да може да собере доволен број возила кои што ќе доаѓаат овде на гробиштата. Исто така хортикултура ќе осредиме, делот овде разното зеленило кој се наоѓа на самиот паркинг плац, ќе посадиме дрвца, а исто така и бангините кои што се наоѓаат овде на самите гробишта ќе бидат комплетно средени. Сето ова го правиме со пари на граѓаните кои што плаќаат за одржување на гробиштата, кои што ги собираме парите, ги реинвестираме, тие пари се нивни пари, ги реинвестираме за да имаат удобни услови. Се оформуваат и нови гробни парцели. Веќе се формираат нови парцели, ќе има 2 нови парцели, а исто така денови веќе започнеме и со парцелата која што се наоѓа овде до самата капела. Јавното предпријатие ИСАР ќе продолжи понатаму да реализира активности за урбано уредување во Штип. Во Штипско 2, во Виница 3 и еден откупен центар во Кочани годинава ќе вршат откуп на тутун. Предвремениот откуп на тутун годинава стартуваше со просечна цена од 190 денари за килограм. Редовниот откуп на тутунот во Штипско ќе почне во законски утврдениот рок до 15 декември. Во Карбинци жолтото злато ќе се откупува во двата откупни центри на кавадаречката Алијанс Уан и на Струмица Табак. Во Виничко откупот на тутун ќе се врши на 3 пункта, од кои еден во село Трсино. Во Кочани ќе работи само еден пункт. Откупните компании ги пределе кутиите, инспекторите вршат проверки дали се исполнети условите според законот да започнат со откуп. Кавадаречката Алијанс Уан од кооперантите во Штипско планира да откупи повеќе од 100 тони тутун. Откупот ќе почне неге од 15 декември, така се планира. Мислиме дека оваа година ќе откупиме негде околу 100 до 120 тона тутун. Тутунот од последната берба е со добар квалитет, но даде помали приноси. Производителите очекуваат повисоки откупни цени. Испод да не е по 200 денари просеку.
Според проценките, годинашнава реколта ќе тежи околу 19.000 тони на тутун. Откупувачите побаруваат 26.000 тони. За да бидат поконкурентни, предвремениот откуп стартуваше со повисока цена од просечната лани. Прилепскиот комбинат веќе откупи 70 тони тутун. Просечната цена е повеќе од 190 денари за килограм, со рок на исплата за 7 дена. Ланската просечна цена достигна 185 денари за килограм. Со следниот материјал одиме во рударска македонска каменица, а таму реконструкцијата на Центарот за култура е во завршна фаза. Средствата за овој капитален објект во македонска каменица се обезбедени од Светска банка, а граѓаните ќе добијат нов и современ центар за култура. Завршува реконструкцијата на Домот за култура во Македонска каменица, кој се гради на барање на граѓаните. Средствата за негова реконструкција се обезбедени од Светска банка. Со изградбата на овој објект, општина Македонска каменица ќе добие нов простор за сместување на библиотеката, нова градска читална, како и простор за културно-уметничко друштво и за нашиот културно-информативен центар Романса. Ќе добиеме комплетно нов опремен и уреден, ново уредена сцена, нов простор каде што може да се одржуваат сите представи кои што ќе се одржуваат во општина Македонска каменица. За реконструкција на стариот дом за култура потребни биле околу 40 милиони денари, бидејќи дополнително е надграден и е поставена нова инсталација. Македонска каменица очекува овој капитален објект да биде ставен во функција наскоро за сите граѓани. 17 годишна веничанка се води за исчезната. Во саботата заминала во непознат правец и оттогаш не се вратила дома. Викендов во Кочанската полиција мајка пријави дека ја нема и незината 14 годишна ќерка. 17 годишна виничанка се води за исчезната. На 19 овој месец се оддалечила во непознат правец и веќе 6 дена семејството ја чека да се врати дома. Полицијата превзеде мерки и активности за пронаоѓање на тинејџерката, откако загрижената мајка во Виничката полиција го пријавила случајот вчера. Незината ќерка се оддалечила во непознат правец минатата сабота околу 15 часот и 30 минути. Последниот викенд и Кочанската полиција евидентира ваков случај. 31 годишна мајка пријавила дека ја нема незината 14 годишна ќерка. Бунтовноста на младите на овие години, револтот предизвикан од средината, често и материјалната несигурност, според социолозите се факторите кои влијаат на одлуката на младите да го напуштат домот. Незадоволство од исполнување на нивните желби, неусогласување со ставовите со родителите, така да лицата го наоѓаат еден од начините, бегство од семејството и наоѓање на полесен пат како би можеле да ги задоволат своите потреби за еден нормален живот. На овие години секоја промена во однесувањето треба да биде аларм за родителите за почесто да разговараат со своите деца за надминување на проблемите. Тие се уште не се емотивно зрели личности, порачуваат социолозите. Од друга страна, полициската пракса потврдува дека честопати заминувањето на адолесцентите од дома не трае долго. По известно време се враќале дома. И на крајот на овој дневник спорт, кошарка. Кошаркарските ветерани на Стиво од Штип ќе представуваат Република Македонија на 9-тиот меморијал Драгиша Шарик, што ќе се одржи во Белград, Србија. На овој единствен турнир на ветерани во Европа, на присутните екипи ќе им се обратат и ќе ги поздрават кошаркарските легенди Дуда Ивковиќ, Дражен Далипагиќ и Бива Мајсторовиќ. 10-годишната традиција на другарување, пријателство и спортско надпреварување помеѓу екипите на ветераните на Стиво Штип и на Нов Белград годинава е крунисано со настап на еден елитен турнир на кој настапува многобројни екипи од цела Европа. Тоа е меморијалниот турнир Драгиша Шарич, кој што по 9-ти пат ќе се одржи во главниот град на Република Србија, Белград. Ова ќе биде ретка можност на едно место и во исто време да се сретнат некогашните кошаркарски легенди од бившите југословенски простори, на кои ќе им се приклучат кошаркарски ветерани од повеќе европски земји. Мотото на овој турнир е волшебна игра под кошевите, сплотена со позаборавените познанства и склопување на некои нови другарства во кои ќе се сместат насмевката, песата и позитивната атмосфера на теренот и околу него. Турнир на кој сите ќе бидат победници, а дека сепак на подобрите, организаторот ќе им додели пехари и медаљи.
За афирмацијата, за респектот на учесниците, доволен е податокот дека сите присутни ќе ги поздрават кошаркарските легенди Душан Дуда Ивковиќ, Дражан Далипагиќ и Бива Мајсторовиќ. Екипата на Стиво Штип се наоѓа во група составена од 16 екипи од Србија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црнагора, Германија и Словачка. Меморијалниот турнир Драги Шишарич ќе се одржи од 25 до 27 ноември во Белград, Република Србија. Ете толку во четврточното издание на Дневникот на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Бидете и во продолжение со нашава програма и имајте пријатна вечер.